Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Повеќе од 50 воени возила ќе бидат пренаменети за гаснење шумски пожари. Неправилности во здравството од сега може да се пријавуваат на веб страницата на Министерството за здравство. Најголема миграција село-град има во Пелагонија. Населението во Македонија се намалува, лани за над 4000 лица. Тројца прилепчани приведени од полицијата по меѓусебна тепачка. Уште денеска пријатни температури, од утре нов топлотен бран. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди и моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Пресрет на најавениот топлотен бран и зголемениот ризик од шумски пожари во текот на летниот период, повеќе од 50 возила кои се дел од застарената и магационирана опрема на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи ќе бидат пренаменети за гаснење шумски пожари. Ова денеска го потврди премиерот Христијан Мицкоски и нагласи дека возилата се подготвуваат во моментов, рече дека старите возила се модернизирани и на нив се инсталирани посебни резервоари за вода со различен волумен до 6 тона. Оцени дека државата е далеку поподготвена да се справи со летните шумски пожари за разлика од изминатите години, посочувајќи ги хеликоптерите на армијата и Министерството за внатрешни работи, како и ер тракторите на Дирекцијата за заштита и спасување.
Затоа колкава сума пари е одвоена за оваа пренамена на возилата, премиерот рече дека многу малку и тоа е пред се работа завршена на волонтаристичка база и општествено одговорни компании. Неправилности во здравството одсега ќе може да се пријавуваат и на веб страницата на Министерството за здравство. Анонимно е, но граѓаните може да остават лични податоци како телефонски број или имейл адреса, доколку надлежните имаат некои прашања да ги контактираат. Например, може да се пријави подолго чекање на некоја клиника или пак некоја нерегуларност, а може да се приложат и фотографии и документи како докази. На крајот од секој месец предвидено е јавно да бидат објавувани податоците во кои јавни здравствени установи колку неправилности биле пријавени од страна на граѓаните. Македонија минатата година се соочила со негативен природен прираст, при што бројот на населението е намален за вкупно 4140 лица. Негативниот прираст е присутен како во градските, така и во руралните подрачја, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика. Од вкупното намалување на населението, 3132 лица се во градските средини, додека 1008 лица се во руралните подрачја. Во 2024 во градските подрачја биле живородени 9694 деца, што представува 60,4% од вкупниот број новороденчиња. Истовремено забележани се 12826 смртни случаи, што резултира со споменатиот негативен природен прираст. Во руралните подрачја пак биле родени 6367 деца или 39,6% од вкупниот број, додека починале 7375 лица, што исто така представува негативен природен прираст. Скопскиот регион има најголемо учесто во вкупниот број раѓања со 40,4%. Во однос на внатрешните миграции, најголем дел од преселбите, или 42,2%, се одвиваат од село во град, при што Пелагонискиот регион има најголемо учество во овој тренд со 52,8%. Од полициската хроника. На 2 јули во 1 час и 30 минути полициски службеници од ОВР Прилеп од улица Кузман Јосифовски во Прилеп ги лишиле од слобода лицата АМ 22 годишен, ПМ 19 годишен и ЈМ 33 годишен, сите од Прилеп, бидејќи истите го нарушувале јавниот ред и мир со меѓусебна тепачка. Се преземаат мерки за расчистување на настанот и по документирање против истите ќе следува соодветна пријава, посочуваат од СВР Битола. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност, једува слаб до умерен ветер од северен правец. Максималната температура во Прилеп до 33 степени. Под влијание на топла воздушна маса од југ, од утре до средината на следната седмица, времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Дневната температура насекаде ќе биде над 30 степени Целзиусови, а наместа ќе надминува 40 степени. Во недела во попладневните и вечерните часови ќе има услови за локална нестабилност со пороен дожд и грмежи. Институтот за јавно здравје излезе со препораки за заштита на повозрастните од топлото време. Се апелира повозрастните да избегнуваат изложување на сонце, како и работа на отворено во периодот од 11 до 17 часот, да носат лесна, светла и памучна облека, заштитни очила за сонце, капа со висок свод и широк обод и крем со UV фактор 30+, при изложување на сонце. Да се пие повеќе од вообичаено и да не се чека додека не се почувствува жест за вода. Алкохолните пијалоци да се избегнуваат, како и оние што содржат кофеин, но и екстремно ладните. Доколку лекарот има поставено некои ограничување за внес на течности, да се консултираат со него. Се препорачува да се избегне користење шпоред, рерна и слични уреди од 11 до 17 часот. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.